Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 9. Во кругот на Министерството за внатрешни работи денеска ќе бидат промовирани новите возила на македонската полиција. На промоцијата ќе се обратат премиерот Христијан Мицковски и министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Инаку на вчерашната седница на пратенички прашања која изобилуваше со остри критики и на која главни протагонисти беа лидерот на СДСМ Венко Филипче и премиерот Христијан Мицковски. Дуи по обичај со прашања за етничките теми. Катаклизма било комплимент за она што го остави СДСМ зад себе, а опозицијата била општествен талок. Антимигрантската резолуција на ВМРО ДПМН пак била како од времето на Третиот рајх и документ што го пишувал Ванчо Михајлов. Мицковски и Филипче во предновогодишен дуел си испратија пораки еден на друг на собраниската седница за пратенички прашања. Мислеа да прашам нешто за мигрантите, ама донесовте резолуција која што е противуставна, со која што забранувате слобода на изразување, слобода на говор, се заканувате со кривични постапки, како времето на Третиот рајх, резолуција. Само тоа што ќе каже власта, само тоа е вистината. Оставивте позади себе десетици, стотици милионери, политички профитери и лешинари, кои што се талогот на општеството, и жал ми е што вие се препознавте. Зошто вие се препознавте? Вие се чувствувате како талог? Само дополнително им кажувате на граѓаните зошто губите континуирано избори 7 пати поред, зошто сега на 11 повторно ќе изгубите, и еве јас ви велам, и следните парламентарни избори дебакл ќе ви се случи, пак ќе изгубите. Паднаа препукувања и за тоа кој всушност ја поскапе струјата, дали власта или опозицијата. Зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните, кој што ќе повлече и други поскапувања, разнацените, кои што видовме во периодот сега никако и ништо не направивте да ги исконтролирате. Не знам зошто мене ми го поставувате ова прашање. Предпоставувам, треба да му го поставите на Марко Бислимовски, чиј што брат сега ви е соработник во извршниот комитет или како ви се вика одбор на СДСМ. Дуи пак очекувано со етнички прашања, но добија одговор за тоа што правеле нивните функционери во кабинетите, наместо да ги штитат албанците. Министерот Стојковиќ отстранил од работа 7 вработени, додека другите се плашат, може да ги очекува ова во идните денови. Значи ова е чиста дискриминација и ниту еден од представниците на ВЛЕН или од владата не го подигнал гласот за овие вознемирувачки настани. Како влада нема да толерираме злоупотреба на канцелариите за спортски активности во форма на жонглирање со фудбалчиња, играње баскет или пак поставување на јога душеци, кревети, преноќување во истите и, да не кажам уште што, вршење во истите тие канцеларии. Пратениците ќе седнат во пратеничките клупи и утре и во вторник, а не е исклучено да работат и на 31 декември, за да го надоместат долгиот летен одмор кој речиси се спои со паузата поради локалните избори. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Наместо намалување, Фондот за здравствено осигурување бележи зголемување на припишување на антибиотици. Сумамедот води на таа листа. За 2026 од фондот најавуваат нова политика за издавање на рецепти за антибиотици. За нас најкритична е употребата на, за жал, само бенд името го знам, Сумамед, кој треба да биде антибиотик за последна линија на одбрана. Минатата година имавме 20% зголемување во издавањето нови лекари. Минатата година го зголемивме нашето вреднување на матичните доктори. Сега очекуваме зголемена одговорност од нивна страна. Тоа значи ригорозно придржување до казнената политика доколку се надминат квотите за препишување на анксиолитици и антибиотици. Ние имаме само за тие две групи ограничување за препишување. И втората мерка што ја планираме е рецепт, кој во основа треба да обезбеди позадинска контрола на индикациите и дозирање.
Во продолжение следуваат и вестите од светот.